Ало, Иван? Добри сме. Залегнати на плажа сме да го користиме времево. Супер е. Слушај, тука сме сите. Цела екипа сме на Соцнет. Една масичка за Македонија и Украина да резервираме таму пред телевизорот. Ај стави една масичка за нас, може? Само за Македонија, нека се беа знамиња и нека грбата пани победнички. За тебе, Македонијо, ќе кренам раце високо, ќе запеам на сиот глас за победа. Барјакот со сонце нека стои високо, од сите страни нека ечи име незино. Жестоки навивачи со безброј знамиња веруваат во Македонија. Само за Македонија, нека се беа знамиња. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories Successful people for all Macedonians out there. on Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show. Let's get started. Како нема бе, Иван? Добро, не мора во Буџиба, ајде нека е во Слиема. Нема ни таму. Полно е се. И сега? Иван, уште сега резервирам маса за Соцнет екипа за Македонија Холандија. Одбери ти, сакаш Буџиба, сакаш Слиема. Мора таму да се гледа. Ајде, фала ти. Ајде. Тоа е. Кога нема да резервираш на време, е вака сега. Саше, мора да се договориме каде ќе гледаме. Јули ближи, а 5 јули веќе е најавен како датум во кој што ќе биде отворен комплетниот остров за сите големи настани. Значи, настаните прво ќе бидат отворени исклучиво само за вакцинираните со 2 дози и тоа со поминати 14 дена после втората доза. Големите настани кои што ќе бидат организирани од 5 јули натаму ќе може да примат само 100 луѓе. Од 19 јули таа бројка ќе се качи на 150 луѓе и од 2 август, значи за Илинден веќе ќе може да се собереме и 200 луѓе. Точно така,
сите македонци ќе можат да се организираат во не поголеми групи од 200 луѓе, ако случајно на некој му текне да направи некој илинденски настан. Не е шега, сериозно е, тоа значи дека дефинитивно островот веќе се отвара и јас само се уште се чудам како е можно да биде, например, се уште на црвената листа на Велика Британија, Малта, ама кога знае човек дека се е политика и бизнис, тогаш уште повеќе е јасно зошто, например, ете Македонија е ставена на црвената листа за Малта, кога Македонија има многу помалку проблематични случаи статистички во моментов, отколку што имаат, например, Шпанија, Германија и така натаму во однос на Малта. Ама тоа е политика, бизнис и небулози. Се надевам дека наскоро, барем како што се најавува од 1 јули, дека тие небулози полека ќе ги кратат. Значи, ова се е некаква најава дека одиме натаму. Се надевам искрено дека така ќе продолжи летово. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
Саше, пред да завршиме, само да те подсетам. Значи, Гурмет Буџиба, Македонија, Холандија. Кој не е крив што не си резервиравме предходно? Не и се. Ве оставам во добро здравје, останете уште малку со Аутин да видиме што беше негативно и што беше позитивно во изминативе 7 дена. А мислам дека не треба да зборувам многу за она што ќе следи во текот на оваа недела. Еуфоријата уште трае посилно и посилно, затоа што шансите ни се тука, шансите се ова да го пометиме цел живот. Ги имаме двата надпревари, Украина и Холандија, и подоцна продолжуваме со она каде што запревме и она кое што допрва би требало да не прави уште повесели и уште посрекни. Што се однесува до островот, ги слушнавте и ги видовте дел од протоколите кои што ќе бидат олабавени наскоро и мислам, и пак ќе кажам, се надевам дека сето тоа ќе се промени од 1 јули и дека ќе може и македонците комотно да доаѓаат овдека, бидејќи ова прекрасно време штета да не се искористи на најубав можен начин. Се гледаме следниот понеделник. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.